Петар Николовски, председател на локалниот клуб на СДМ Битол. Почитувани граѓани, драги млади. Оваа влада докажа и покажа дека врвен приоритет се младите и со низа мерки и спроведени младински политики добивме видливи резултати. Владата предводена од СДСМ има за цел да го подобри, олесни животот и секојдневното функционирање на младите во нашата држава. Младите се иднината на оваа земја и тие заслужуваат да ја градат својата иднина и кариера дома, тука, во Македонија. Преку гаранцијата за млади, што годинава се спроведува на целата територија на државата, илјадници млади имаат можност за доквалификација, платена пракса или вработување. А со проектот Европска младинска картичка се намалуваат трошоците на младите за транспорт, едукација, култура и спортување. Преку програмата Гаранција за млади, минатата година 1839 млади се вработиле во период од само 4 месеци по нивното евидентирање како невработени лица. Стапката на невработеност е падната на историски 17,8%, а особено е важен фактот дека падот на невработеноста најмногу има кај младото население. Кај младите невработеноста е намалена за околу 10%. Со реализација на Европската младинска картичка се очекува повеќе од 30.000 млади да искористат можноста за намалени трошоци и попусти во над 300 субјекти од областа на спортот, културата, превозот, угостителството и други дејности. Истовремено се работи на подобрување на условите во кои престојуваат студентите. Во таа насока се реконструираат блоковите В и Г на студентскиот дом Гоце Делчев и во студентскиот дом Кочо Рацин во Битол. А во тек е и постапка за реконструкција на студентскиот дом Стив Наумов. Денес, младите во Република Северна Македонија ги уживаат благодетите од мерките што владата на СДСМ ги имплементира и ќе продолжи со современи европски младински политики да го подобрува животот на младите во нашата држава.